Да донесе мерки за поттикнување на извозот, препорачуваат експертите. Ниската конкурентност е една од главните опасности кои се закануваат да ги продлабочат последиците од глобалната криза. Една од најголемите болки на македонската економија, неконкурентноста на домашните компании на странските пазари, представува сериозна закана во време на глобална криза, оценуваат домашни и странски експерти. Предупредуваат дека се потребни итни мерки за поттикнување на извозот, со цел да се ублажи ударот кој го погоди реалниот сектор во земјава. Намалувањето на бројот на работниците во индустријата за 4,7% за една година, падот на индустриското производство за речиси 8%, негативните тенденции во градежништвото и во текстилот се само дел од загрижувачките показатели. Како мала и отворена економија кај што повеќе од 75% од БДП е надвршно трговската размена, Македонија мора само да го поспешува извозот колку што може во овие кризни периоди и тоа излезе од кризата, друг излез за нас нема. Мерките кои досега ги предложи владата беа општи, во смисол на намалување на даноци, подобрување на бизнес клима и така натаму. Сметам дека наредниот чекор треба да биде директна поддршка пред се на извозните компании. И Појаджиев и неговиот колега Евгени Зографски позитивно ја оценуваат политиката на Народната банка за одржување на фиксен девизен курс. Една од опасностите на оваа криза за нашава економија и за пазарот на харти од вредност е натамошното влошување на состојбата во реалната економија, посебно на извозно ориентираните компании, кои ако колабираат, тогаш веројатно ќе дојде девалвација на денарот и тоа натаму ќе сруши ликвидноста на пазарот. Така да вакви политики кои сега се водат се позитивни за пазарот. Според странските експерти на македонските компании, за да бидат конкурентни на странските пазари, им недостасува транспарентност, организираност, како и поквалитетно корпоративно управување. Мислам дека во Македонија, како и во другите земји од регионот, има високо концентрирана сопственост, што значи дека еден сопственик поседува голем дел од акциите. Во некој случај ова е добро, бидејќи одлуките ги носи едно лице. Сепак, во најголем број случаи ова ги оневозможува компаниите да бидат конкурентни и да можат да се надпреваруваат со западноевропските компании. Во насока на ова говорат и податоците за надворешно трговскиот дефицит на земјава. Во првите 3 месеци од годинава тој изнесува над 620 милиони долари, додека минатата година достигна рекордни 2,87 милијарди долари.